Dobro. Божјата благост и строгост. Тоа всушност повеќе за Божјата строгост говори овој текст. Инаку, во нашите мисли така повеќе се гради перцепцијата за Исус како нежен, благ, добар, кроток. Има една песна напишана од Чарлс Весли, Нежен Христос, кроток и благ. Така почнува. Песна која станала многу популарна и многу придонесла да се изгради таквата представа за Христос како за нежен, благ, кроток. И таков е навистина нашиот Господ. Нежен, благ, тој самиот така се опишува, кога има една сцена нели во Новиот Завет, кога ги зима децата, ги прегрнува и ги благословува. И сигурно бил нежен и благ. Меѓутоа, тој нежен и благ Христос еднаш зеде камшик, всушност направи сам камшик и се размавта со него, избрка трговци, менувачиници, менувачи на пари, волови, овци и така натаму. И нема ништо нежно во таа постапка. Не верувам дека кога Христос мавтал со камшикот, го правил тоа така нежно, внимателно, кротко. И текстот што го разгледуваме овдека е многу поинаков од тој текст што минатиот пат го видовме, свадбата во Кана. Таму, во Кана, на свадбата Христос се представи како, така да кажеме, спасител. Спаси една млада брачна двојка од социјален срам. Свадбата беше на праг да доживее катастрофа, снема вино. И Христос од вода претвори од многу вода, многу вино. И донесе многу благослов, се покажа како спасител во таа ситуација. Меѓутоа, во текстот што го гледаме овдека, Христос се покажува како судија, кој што изразува гнев, праведен гнев. Ако минатиот пат на свадбата во Кана беше полн со благодат, покажа благодат, овдека тој манифестира суд. И не случајно Јован, уште на самиот почеток на Христовата служба, или може да кажеме првите две јавни дејства на Христос, првите негови два јавни настапа, ги опишуваат тие два аспекти на неговата суштина. Првиот јавен настап е на свадба, каде што тој се покажува како благодатен спасител, и вториот јавен настап, и тоа уште појавен е вториот, тоа е во храмот, центарот на поклонението, Христос се покажува како судија, праведен судија. И тие два аспекти сушност се неделиви во Христовата суштина. Например, Павле пишува во Римјаните, 11 глава, 22 стих, вели, гледај ја пак Божјата благост и строгост. Христос е спасител, но тој е судија. За жал, посебно современиот човек, кој е така граден, развиван во една филозофија која е хуманистичка, се повеќе се перцепира, така повеќе се истакнува спасителната, благодатната страна на Христос, тој повеќе се прима од луѓето како добар, нежен, благ спасител. Како нели, дури до тамо, тој нашето другарче, Исус, постојано е со нас. Меѓутоа, нежниот и благ Исус е и оној ултимативен судија. И кога ние ќе издвоиме само едниот од двата аспекти, а тоа е обично благодата, љубовта, добрината, ние создаваме култ. Зошто создаваме култ? Зошто создаваме слика за поинаков Исус, не за оној Исус што е. И почнуваме да проповедаме поинаков Исус, друг Исус, и се поклонуваме на друг Исус. И тоа си е култ. Кога црквата проповеда поинаков Исус. Тоа создаваме една карикатура која наликува, ама не е Исус.
или кога човек ќе заживее во некакво блато, во мочуриште, и потоа ќе биде извлечен на една убава здрава средина, здравата средина изгледа така не толку привлечна. Има анекдота за една млада двојка која отишла на дискотека, цела вечер до утринските часови. Со часови седеле во амбиент на загаденост, пушење, алкохол, мирис на потни тела. И утрината кога излегле, девојката кажала: нешто ми мириса, ај ми се врти во главата. Ај да влеземе внатре. И дечкото рекол: па мириса на свеж воздух, а веројатно од кислородот почнува да се врти во главата. Сакам да кажам дека кога ќе човек така западне во тоа мочуриште на лажно учење, на лажни представи, и ќе му се понуди оној свеж воздух од Светото писмо, тоа може да го зашемети и на крајот да каже: ова не е добро за мене. Јас сум имал такви реакции, луѓе кои свикнале да слушат човечки пророштва, така, кои наликуваат на Словото на Бог, и кога ќе им се отвори Словото, ќе кажат: не, ова не е правилно, не. Ти треба, остави го Словото на Бог. Ти треба да чекаш Духот да почне ти говори нешто што ние сакаме така во мочуриштето да си го слуша, мочуриштето на лажни учења. Тоа е проблемот со луѓето што ќе говорат за свадбата во Кана, ама нема да го представат Христос како судија. Но да се вратиме на овој текст. Ова е едно од ретките настани кои сите 4 евангелисти го вклучуваат, дури еве Јован го вклучува. Нели рековме, тој по принцип не вклучува оно што е во другите евангелии, но ова е вклучено. Но сепак пак има разлика од другите евангелисти. Сите останати на крајот од службата го запишуваат тоа чудо. Христос доаѓа во Ерусалим, нели, на крајот, пред Паската, последната Паска, го очисти храмот, и тоа е повод еврејските авторитети, духовни авторитети, да направат заговор да го убијат. А додека Јован ова чудо го запишува на почетокот, тоа е како почеток на неговата служба. И не е чудо всушност, тоа е, нели, настан. Како може да се обясни тоа? Некои велат, тоа е еден исти настан, што го запишуваат евангелистите другите, Матеј, Марко, Лука и Јован, со тоа што Јован го зема тој хронолошки ред на настаните, кој треба да е на крајот, го зема и го става на почетокот на Христовата служба, за да биде во склад со неговата теологија. Јован си има, нели, тој е теолог, затоа наречен Јован Богослов, и тој се обидува со, служејќи се со слики, со раскази, да ја гради таа теологија. Меѓутоа, јас повеќе сметам и сум застапник на теоријата или учењето за два настани, за два различни настани, аргументот, нели, на двојното чистење на храмот, и е поверојатен зашто, например, има еден познавач или коментатор на Новиот Завет, Леон Морис, кој вели: има многу разлики во самиот настан, првото чистење и последното чистење, но има и една друга логика, што ние мораме да ја дадеме значење. Ако Христос го извршил чистењето на храмот на крајот и само тоа е едно, тоа значи дека Христос во својата 3-годишна служба само еднаш отишол на Пасха, што е неверојатно. Христос сигурно повеќе од еднаш од таа 3,5 годишна служба отишол во храмот, зашто тој е заповед според законот и Христос треба да оди еднаш во годината на Пасха. Така да многу е поверојатно тој да ја започнува својата служба со тоа што ќе отиде во Ерусалим на Пасха и да ја заврши службата со тоа што пак ќе оди во Ерусалим на Пасха. Тоа е логиката. И сега, ако отишол и првиот и последниот и вториот пат, а и првиот и вториот пат имало животни, тезги, трговци, зошто првиот пат не го исчистил храмот, а само вториот пат го исчистил? Зошто на првиот пат
нема представувал никаков проблем да има такви трговци, а решил вториот пат да го исчисти. И затоа поверојатна теоријата дека тој отишол уште на почеткот на службата во Ерусалим, влегол, видел што се случува и го исчистил храмот, меѓутоа тие се вратиле. Тоа било добро место за трговија храмот. И потоа кога оди пак на крајот на службата, пак го очистува и тука веќе вториот пат тоа станува повод старешините да подготват план како да го фатат и да го убијат. Тоа е некако обяснувањето. И ова ни открива многу всушност, овој настан, за природата на Христовото срце. Тој влегол во храмот и се разгневува кога гледа во каква состојба е храмот. И го чисти. И природата пак на човечкото срце. Доаѓа Синот Божи, го очистува храмот, и после тоа пак се враќаат трговците, алчни за богатство, и пак претвараат од Божиот дом место за трговија. Еден контраст голем меѓу Божјото срце и човечкото срце. И така и завршува целиот тој текст на крајот на втората глава. Не им се доверуваше Христос, бидејќи знаеше што има во секого. Знаеше што има во човекот. Тоа е како увод, ај сега да почнеме со разгледување на текстот. И пишува: слезе во Капернаум, тој и мајка му, и учениците, и браќата, остана неколку дена и се приближуваше Пасха, јудејска, и се искачи во Ерусалим. Значи, пак ќе се вратиме на картата. Тие беа во Кана, тука во некаде во централниот дел на Галилеја. Од таму свадбата, после свадбата одат малку во Капернаум, кој е најсеверно на Галилејското езеро, на езеро малку, да се одморат од свадбата, ама доаѓа Пасха. Подготовка за Христос и учениците да отидат на таа прва Пасха. И од Капернаум, некаде преку реката Јордан, за да не влезат во Самарија, зашто Самарија е нечиста земја, да немат средо самарјаните, одат и стигнуваат до Ерусалим на Пасха. Пасха е голем празник, најголемиот празник за евреите, го символизира избавувањето од египетското робство. Еден настан кој се случува со 10-та неволја во Египет, кога смрт дојде и ги уби сите првородени египетски деца, меѓутоа еврејските беа поштедени, зашто нивните околовратници, околу вратата беа намачкани со јагнешка крв. И Бог го даде како заповед овој празник да биде период во годината кога народот ќе дојде да се сретне со Господ, да принесе жртва, да има поклонение. И тоа е навистина еден од трите големи настани, заедно со Педесетница и Сеници или шатори, кога сите евреи се собирали и од диаспората, од целата Римска империја, да дојдат и да принесат жртва во храмот. И Христос, кој совршено го исполнува законот, и тој дојде на Пасха во Ерусалим. Се искачи, пишува, иако всушност се оди јужно од Галилеја, меѓутоа Ерусалим така се наоѓа повисоко во јудејските ридови, не можем да кажем дека се некои големи планини, но меѓутоа фразата се искачи има и духовно значење, зашто Ерусалим е свето место, светоста се има во предвид, народот се искачува кон Бог, за да се сретне со Бог. И затоа и во Стариот Завет, во книгата Псалми, има една така секција наречена Псалми на искачување, кои се пеат од аджиите, кои одат да се поклонат во храмот, и додека се искачуваат кон Ерусалим, ги пеат тие псалми, псалми на искачување. И така, тргнува Христос кон онаа место, каде што Бог и верниците се среќаваат преку крвта која се пролева на жртвениот олтар. И влегува во храмот и што ќе види? Ги затече во храмот оние што продаваа волови, овци и гулави, именувачите на пари. Една скандалозна гледка. Влегува и првата слика е пазар. Тезги на кои што дрнкаат пари
од менувачниците, расправи, ценкања, знаете какви се ориенталните трговци за продажба на волови, на овци, гулаби, мукање на, не знам воловите дали мукат, но имало сигурно блеење на овци, на таква атмосфера во храм. И менувачници. Доаѓаат од целата империја евреи во храмот и сакат да се исполнат и она обврска да си го дадат данокот за храмот. Нели, секој јудеин требало да даде годишен данок, такса за храмот. Меѓутоа, официјалната парична единица, римски денариус, не била прифаќена во храмот. И морало да биде менувана за шекели, кои биле пак официјални единици за пазарување во храмот, и затоа требало да има менувачници да ги претвораат тие динариуси во шекели. И самата пракса на продавање на животни, на менување пари не е лоша само по себе. Сега, луѓе доаѓаат според законот да принесат жртва, кој вол, кој овца, кој гулаб. И сега представете си некој јудеин тргнува од Рим и си зема со себе еден вол да го носи до Ерусалим да го жртвува. Тоа е невозможно. Зато треба да има таму пазар во Ерусалим. Барем ако не за оние кои оддалеку патуваат. Според традицијата, денариусите се нечисти пари, на паганите треба да се плаќа во шекели чисти пари, така да кажеме. Меѓутоа, кој е проблемот? Имало таков пазар во долината Кедрон, каде што се продавале тие работи, надвор од храмот. Но со текот на времето, што направиле старешините, свештениците рекле, зошто пак да не го донесеме пазарот внатре? И го поставиле во оној двор, првиот двор, за неевреи, дворот на паганите, на јазичниците. Може би изгледа така како да е уште така по-услужно за купувачите, меѓутоа има тука друга цел, има коруптивна цел. Свештениците на храмот налагаат монопол на продажбата на животните за жртвување. Имено, тие ги принудуваат трговците да издаваат белешки дека тоа животно е купено во храмот и така ќе биде прифатено од свештеникот за жртвување, кога ќе биде донесено во олтарот. Зашто според законот жртвеното јагне или што и да е, животно треба да биде без недостаток. А свештеникот е тој кој треба да го прегледа и да каже да, ова е соодветно. Или да каже не е соодветно. И што правиле свештениците? За да ги принудат да купат од тезгите во храмот, бидејќи тие биле нивни тезги, им ги враќале оние животни што се купени надвор од храмот. И луѓето, за да не ризикуваат, некој ако доаѓа од, да кажеме, од Витлеем, не многу далеко од Ерусалим, може да го донесе животното, но стравува дека ќе му биде вратено и тој купува од храмот. И дури, нели, во тоа време имало така една критика, една иронија, го нарекувале тој дел во храмот чаршијата или, како да кажеме, продавницата или пазарот на синовите на Ана, првосвештеникот Ана, што тој бил таму оној кој што управувал со сето тоа. Тој бил оној што на крајот собирал најмногу провизија од сите продажби. Како и да е, коруптивна работа. Многу Божјиот дом се користи за придобивање на богатство. Но тоа е едната страна. Има и друга страна. Представете си ја сликата. Ти влегуваш во Божјиот храм. Кога влегуваш во Божјиот храм, ти треба да чуеш пеење на псалми. Ти треба да слушнеш молитви. Тоа е храмот. Таму доаѓаат, во тој дел, на дворешниот дел, доаѓаат пагани кои веруваат во Јахве и доаѓаат да се молат на Јахве. Читаат псалми, се поклонуваат. Има пеење, молење. Меѓутоа, влегуваш ти таму во тој дел и знаете каква е сликата? Како на ориенталски пазар. Не знам дали некој пат сте били на ориенталски пазар. Викање, гужви, ценкање, пари паѓаат, животни блеат. Отидете на пазарот во Шутка, може би тоа најмногу така
ќе ве асоцира на ориенталски пазар. Не една тезга на 7 гласи има пуштено. Една песна на соседната тезга на големи звучници, друга песна. Па слушат секаде, викаат, тротоарите се зафатени со тезги, а по улицата главната се движат и коли, и автобуси, и велосипеди, и пешаци, се е тамо. Таа сликата во храмот, кога се влегува, кога Христос влегува во храмот. И праведно човечко срце, кој исполнето со Божјото присуство, би се вознемирило кога би видело таква гледка. А представете си, Синот Божи влегува. Можеме да ја сватиме, нели, неговата реакција, какви чувства тоа буди кај Божиот Син. И што прави? Зима еден камшик, или тој го прави камшикот, и ги избрка трговците, ги преврте масите на оние што минувале пари, почнало по земјата, по тој камен под да се тркалат монети, немало банкноти во тоа време. Добитокот го брка надвор, го исчистил храмот. Вели дека го исчисти, го испразни дворот. Дворот го испразнил, навистина го испразнил дворот. Интересна работа. Ке кажеме нешто и за тоа. И тоа е направено, тој не го правил така, ај дечине, чеда мои, за да ги натераш тие да излезат од храмот, добитокот да иде, треба да се тера тој добиток со сила. И го исчистил. Гнев. И со стапче може малку така да тупкаш, меѓутоа камшикот не можеш само така да го мафташ, треба да замавнеш. Јас верувам дека во сето тоа и некој камшик паднал и на грбот на некој од таму присутните. Не знаеме, освен ако Христос не бил нинџа некој така, многу вешт во камшикување. Израз на гнев, на праведен гнев. И не би требало, и сега вака има реакции од оние што се загрижени не за луѓето, душите на луѓето, туку нели и денес има друштва за заштита на правата на животните. И велат, еве Христос, има такви критики. Христос, што му беа криви животните на Христос? Ами знае ли некој од тие друштва како се води еден вол? Волот не е дресиран како куче, ајде Джеки излези, треба да го подчукнеш малку за да излезе. И така и со овците. Меѓутоа, ако вие забележите овдека, внимателно ако читаме, Христос не направи никаква штета, не им наштети со ништо на животните. Во текстот пишува дека ги истера животните и им рече на оние што продаваа гулаби, замете си ги кафезите и надвор од храмот. Не ги отвори, не ги тресна од земја гулабите. Потоа надвор од храмот, тие волови не можеле многу далеко да одат, нити пак овците, можеле сите да се ги приберат надвор. Оние пари што биле истаркавани, можеле да се ги приберат пак повторно трговците. Христос не направи штета, не ги малтретираше животните. Христос само што направи? Го исчисти храмот. Или ако сакате, подобро, тој си го зеде во своето владение храмот. Го окупираш. Сега, зборот окупација, ти да заземеш нешто што не те припак. Меѓутоа, тој си го зазема она што е негово. Си го стави под своја власт храмот. Тој го прекина пренесувањето на жртви, меѓу другото. Кога нема животни, кога нема гулаби, не може да пренесуваат жртви. Дури тоа го направи. Зошто? Зашто тоа е негов храм. Сега, за да разбереме подобро, нели, пак срамот што се случува во храмот, да знаеме структурата не е добра. Тој надворешен двор, најтака близок, тој што е првиот двор на влегување, е дворот на паганите. Потоа е дворот на јудеите, па на жените, па на јудеите, жени јудејки, јудеите, и на крајот на светото место, каде што е на светилиштето на светото место. И тука паганите можеле да доаѓаат само во тој, да влегуваат само во тој прв двор, дворот на паганите. Во тоа време имало многу пагани, навистина има многу пагани кои верувале во Јахве, се поклонувале на Јахве и се обидувале да живеат како јудеи. Не станувале јудеи, не поминувале низ процес на прозелитизам да станат јудеи поради различни причини. Например, стотникот Корнели пишува дека го почитал Божјото им, дека тој помагал на јудеите, на народот. Пишува Дела на апостолите.
Меѓутоа, римскиот закон не дозволува еден стотник да стане јудеин. Почитувач на Јахве, поклоник на Јахве, меѓутоа не може да е јудеин. И такви луѓе имало многу што оделе во храмот за да се поклонуваат, да се молат на Бог. И сега тие влегуваат во храмот и треба заедно со животните да му се молат на Бог. Многу една таква непријатна слика. Од друга страна, каква е сликата за тие пагани кога влегуваат во храмот? Место на трговија, неред. Каква слика се стекнува за Бог? За тие Што ќе се кажат паганите кога влегуваат во Божиот храм? Ова не е ништо подобро од тие нашите пагански храмови. Христос го исчисти храмот, бидејќи беше претворен во место за трговија, бидејќи тоа не доликува и бидејќи е срам за Божјото име. Бог сака чистота во богослужбата и во животот. И она што најмногу запрепастува, таму влезе столарот Исус од Назарет. И го исчисти храмот. Исус не беше уште познат. Само едно чудо беше направил и тоа во Галилеја. Уште не знаеа во Ерусалим за службата на Христос. И Христос влегува, го исчиства и вели: домот на мојот татко го претворивте во место за трговија. И како се објавува? Како син Божи. Јас сум синот Божи. И на истиот начин на кој што Јован во првата глава го открива Христос. Јас сум синот Божи. И знаете што? Тие трговци таму, тие менувачи на пари, излега од храмот. Обидете се така, на пазар да отидете, да се размафтате со камшик и да го исчистите. Кете здравото кјотек. Меѓутоа тие таму, не знам по каква причина, може да предпоставиме, се свиткаа како трски на ветер пред столарот Исус. Јас верувам дека таму во таа постапка на површината излезе онаа слава за која што Јован пишува, нели уште на почетокот, првите стихови. Ја видовме славата, славата како на единороден син. Нешто веројатно до она што го видоа на планината на преобразувањето. Или она што се случи кога во Гециманската градина војниците дојдоа и кажаа, нели, кој Исус, и тој стана рече: јас сум. И што се случи? Сите паднаа. Се покажа тој авторитет на Христос. И Христос го исчисти храмот. И самите ученици препознаа, го видоа тој негов авторитет. И ти рекоа: аха, поврзаа со нешто од Стариот Завет. А тоа на зашто пише псалмот: ревноста за твојот дом ме изеде. Или ме разјаде. Или, знаете, идејата е како што ракета го јаде железото и на крајот целосно ќе го изеде. Така вели: ревноста за твојот дом ме изеде, ме разјаде, ме потруши. Ова оригинално го пишува Давид во 69-тиот псалм и тој го пишува за себе. За неговата ревност кон скинијата, кој што има во тоа време се уште нема храм, и неговите противници се противат на таа негова ревност. Тој така се стекнува непријатели. И тој вели: поради таа ревност мене ме јадат. Поради ревноста кон мојот дом. И тука учениците велат: ова е месијанско пророштво. И ова Христос е, бидејќи тие знаат дека таа постапка на Исус нема така да помине. Ти да исчистиш храм и така да си поминеш е неверојатно. Еве, на ова, ке си навлече непријатели, на ова мислел Давид. Ревноста кон Божиот дом. А сите биле согласни дека тоа што се случува таму не е правилно. Ревноста за правилното, да биде чист Божиот дом, ме изеде. За тоа нели спорувал Давид. И навистина на крајот тоа што се случуваше со Давид, нели, тоа непријателство што се подига против него заради ревноста кон скинијата, се случи буквално, нели, реално во Христос. Кога дојде и повторно го исчисти храмот, беше изеден, беше потрошен, нели, беше разјаден. Тамо каде што има ревност за Господ, ќе има и противење.
И кога го направи тоа, сите видео дека оваа постапка не е вообичаена постапка. Дека постапка не е на обичен човек. И дури исполнување на пророштво. Например, Малахија, 3 глава, 1 стихови говори за ненадојно доаѓање на Месијата во храмот. И сите познаа, тоа е тоа дејство. Меѓутоа јудејците, така продолжува текстот, ако го збори Јован за јудејци, не мисли на народот, тој кој каже јудејци мисли на авторитетите во Ерусалим. Старешините во храмот, од Синедрионот, главната елитата. Разбрале и се стрчнале кон храмот. Одат кај Христос им велат, ти со каква власт го направи? Со каков знак ќе ни кажеш дека го правиш тоа? Бараат знак, зборот е семион, кој што значи и чудо. Направи ни некое чудо, за да можеме да поверуваме дека ти имаш власт да го направиш тоа. Дека ти си навистина Месијата, Синот Божи, кој има право да го чисти храмот. Че станува збор за авторитет, кој Христос го покажува. Тој авторитет е очигледен за луѓето таму. Посебно, нели, за самите трговци. Меѓутоа, јудеите сакаме и дополнително нешто да видиме. Знаете, самото чистење е знак. Самото чистење е вид на чудо. Меѓутоа, јудеите бараат новој сеир што се случи во храмот, уште еден сеир да видат. И како им одговара, се не е погрешно тоа што тие прашуваат за власта. Во ред, сакаме да чуеме кој си. И ќе беше вред да кажеме, кажи ни повеќе за себе. Кој си ти, што си ти, од каде доаѓа тоа? Кај е твојот авторитет? Ти си Синот Божи, што значи тоа? Која е твојата мисија, твојата служба? Не, тие веднаш бараат знак, иако знакот веќе се случува. И како одговора Исус? Користи како игра на зборови, во кој што повторно вклучува една длабока теолошка идеја, која Јован уште на самиот почеток ја открива во воведниот дел. Ние гледаме како овдека во продолжение се разработуваат учењата, доктрините кои само се начнати во воведниот дел. Им вели, урнете го овој храм и за 3 дена ќе го подигнам. И сите што разбираат, тој се наоѓа во храмот, Иродовиот храм, и учениците дури сватиле дека тој говори за Иродовиот храм. Урнете го и јас за 3 дена ќе го подигнам. И на тоа како реагираат јудејците, малку со подсмев. 46 години беше граден, ти за 3 години, за 3 дена ќе го подигнеш. Тоест, глупости збори овој. Глупости. Тоа е нивната поента. Еве, пробајте, урнете го и ќе видите што ќе се случи. Зашто ако тие поверуваат дека Христос е Бог, може ли Бог за 3 дена да го подигне храмот? Може ли да каже да биде храм? И ќе биде храм. Навистина е така, нели? Може. Што сака да им каже со тоа Христос? Тие не поверуваат дека тој може за 3 дена да го подигне храмот, а мислеше на својот храм. Еве, убијте ме, па ќе видите како за 3 дена јас ќе воскреснам. И кој е тука играта на зборови? Има една символика. Јован тоа прави преку цело време во Евангелието. Користи символики да представи вистини. Храмот во Ерусалим како символ на телото на него или храмот на неговото тело. И продолжува понатаму. И он вели, не, тој мислеше на храмот на неговото тело. И тие два храма, тој видлив таа градба во Ерусалим и неговото тело се тесно поврзани. Рушењето на неговото тело, смртта на неговото тело ќе повлече и рушење на храмот. Зашто неговото тело, она што го направи тоево тело целосно, ја исполни службата или функцијата на храмот, на тој храм таму. И затоа ги прави таа паралела. И со други зборови да им каже, вие не ми верувате дека јас можам овој човечки храм за 3 дена да го подигнам, а како ќе поверувате дека кога ќе ме убиете, јас воскреснувам како Спасителот и Божиот Син. Што е поголемото чудо? Кој е поголемиот знак? Да се подигне човечки
храм како градба или јас да воскреснам за спасение на човечките души. Вие на ова се исмеавте. И ќе се случи вистинскиот знак, а вистинскиот знак е вие ќе гурнете моето тело, тој храм, нели, што сум јас, во која е Божјата слава, и пак нема да поверувате. И тоа е идејата што Христос овдека ја вложува. Зашто тој човечки храм таму, Иродов храм, беше слика на Христос. Во тој храм народ доаѓаше преку жртва да се сретне со Господ. Преку тие жртви да тој да се очистува. И на крајот, тоа на што го пишува Јован на почетокот, вели, Словото, Логосот, Синот Божи стана тело, сома, како што овде го користи зборот сома. И во тоа тело е Божјата слава. Тоа тело дојде Логосот во тело и се засели, или како беше таму зборот, заживеа меѓу нас, или си направи скинија, светилиште. И затоа Јован вели, неговото тело е храм. Тој мислеше сушност на тој храм, неговото тело. Христовото тело е храм во кој што е Божјата слава. И тој храм требаше да биде расторен, да биде жртвуван за спасение на човештвото. И кога тоа се случи, дојде крајот потоа и на тој вистински храм беше разорнат. Немаше потреба повеќе да постои тој храм, човечкиот храм. Многу длабока идеја со да преку овие зборови всушност изнесува Господ Исус Христос. И при тоа го покажува неверието, што има во тие старешини. Дури да направи чудо, тие пак нема да поверуват. Зашто на крајот завршува текстот, преку чудо човек не може да поверува. Чудото не носи вера во човечкото срце. Што и да направам, вие ќе се останете неверни. Веројатно и учениците, кога чуле Христос што кажал, урнете го овој храм, си помислили дека зборува за Иродовиот храм. Но кога на крајот се случи се и Христос воскресна, тие тогаш сватија зашто зборува. И тие тогаш сватија. Но што се случи со свештениците кои бара овдека знак на почетокот и дојде тој знак, Христос воскресна. Тие сакаат да го сокријат тој знак. И расшири на секаде измама дека Христос го украле телото негово или секакви други измами. И затоа Христос се користи таа како парабола, зборува во метафора, за да покаже природата на срцето на тие луѓе. Што и да се случи, тие нема да поверуваат. Тоа е природата на човечкото срце. Додека таму во Ерусалим, продолжува текстот, на празникот Пасха, тој направи многу мнозина, гледајќи ги чудесните знаци негови, што ги правеше, поверуваа во неговото име. Тој, додека е таму на Паската, прави многу чуда. Многумина поверуваа во неговото име. Меѓутоа, Исус не им се доверуваше, бидејќи ги познаваше сите и немаше потреба некој да му сведочи, бидејќи самиот знаеше што има во човекот. Знае што има во човекот. Знае дека луѓето беа восхитени само од чудата, не беа восхитени од него. Луѓето тргнаа по него заради чудата. И кога потоа Христос ке почне да говори кој е на вистина, тој каков Месија, луѓето ќе си одат. Повеќе тој ништо нема да им значи. Зашто човечкото срце е толку корумпирано што чудо не може да го осветли, чудото не може да го оживее, чудото не може да го преобрази. Тоа го прави само Божјата благодат. Божјата благодат го способува човечкото срце да поверува во Исус. И овие стихови овдека на крајот се и како еден заклучок на тоа што се случи во втората глава, во исто време мост вовед кон третата глава, разговорот со Никодим. Тие се всушност подготовка. Во оригиналниот текст нема поделба на меѓу втора и трета глава. Текстот си е континуиран, нема поделби. Е даден повеќе како вовед на тоа што ќе го говори со Никодим. Потребата човек да биде новороден, роден од озгора. Зошто
сите тие нешто што се случуваат таму, не доведуваат до вера. Да, Никодим ќе дојде кај Христос, но не бидејќи верува во него, бидејќи е поттикнат од тие чуда. И ќе му каже Христос нешто многу важно. За да го видиш Божото царство, ти треба да се родиш од горе. Тоа понатаму, нели, во следниот текст, како, нели, продолжение за понатаму, но кој е овдека важното што ние, нели, треба да се фокусираме и да го живееме. Храмот не постои одамна веќе. 2000 години. Меѓутоа, денес се уште има храмови. И во првото Коринтени пишува Павле: не знаете ли дека вие сте храм Божи и дека Духот Божи живее во вас? Ако некој го разори Божиот храм, него Бог ќе го разори. Зашто Божиот храм е свет, а тоа сте вие. Ние сме храмови Божи, бидејќи Божиот Дух живее во нас. И какви храмови Бог очекува да бидеме? А знаете, како што, нели, во Малахија пишуваше 3 глава, ненадејно Месијата ненајавено влезе во храмот и виде што има таму. И знаете, Христос гледа и во нас, знае се што има во нас. Нема потреба никој да му кажува што има во нас. Знае што има во секој од нас. Знае каков храм сме. Ние како храм треба да пренесуваме слава на Бог. Како храм Божи ние треба многу плод да пренесуваме за него. Тоа нешто Бог го очекува. Дали сме претворени од храмови кои се средство за трговија со Духот во нас, со спасението што го имаме. Понатаму во истото послание во 6 глава Павле продолжува: или не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух кој живее во вас и ни е даден од Бога и дека не припаѓате само на себе, зашто скапо сте платени. Затоа прославете го Бога во своите тела и во своите души кои се Божи. Ние не припаѓаме на себе. Овие тела, овие души не се ваши. Тие се дадени на користење. Кога, нели, с како ние што живееле под Кирија, ние сме живееле многу време, знаеме што значи да живееш некаде, нешто ти е дадено на користено, не е твое. Не можеш да се однесеш како што сакаш. Ми текнало да рушам некој цит. Не можеш да го рушиш. Можеш да го прашаш собственикот и тоа, ако ти дозволи, ќе го руши. Ама ми пречи. Тоа не е твој станот. Ние не сме си наши. Купени сме, платени сме. Ние сме собственост на Христос. И не можеме да располагаме со нашите животи како што ние сакаме. Располагаме според договорот, според упатствата што не ги оставил собственикот, Бог. Тој ни дал во договорот како да се однесуваме. Неговата волја е објавена. И тоа е нашата обврска кон Христос. Инаку тој гледа, наблюдува. И доаѓа како судија, праведен судија. И знаете ли, тој е неправедниот судија, бидејќи тој не е како другите судии кои претпоставува, слуша сведоци, некој може да се лаже, некој вистински. Не, тој знае точно што има во срцето на секој. И кога доаѓа да суди, знае точно како да пресуди. И знаете ли што е најдоброто од сето тоа? Што кога доаѓа и гледа, тој не молчи. Во Откровение 1 глава Христос е представен како некој чишто очи светат, како фарови. Осветлува се. И потоа во 2 глава гледаме дека тој ги осветлува црквите. И гледа што има. И кажува: тоа и тоа гледам, поправете се. Што ќе дојде судот. И тоа не е најстрашната работа ако тој дојде да со камшик да не дисциплинира зашто не сака, за да не поправи. Пострашното е ако дисциплинира и кјути, но тој не кјути. Како што вели Лутер,
О Боже, казни не, но те молиме, не мълчи кон нас. Той не мълчи, той предупредува. Неговите казни се предупредувания, за да не врати, да не дисциплинира. И при това чука. Що и вика на църквата в Лаодикея? Чукам, на верните тамо, кои станале млаки, отворете, за да вечераме заедно. Повикува. Защо той е судия, но той е и пълн со благодат. Или пак, нели, она што Павле, да прочитаме, пишува, гледайте ја пак Божјата благост и строгост. Строгост кон отпаднатите, а благост кон тебе, ако издржиш во благоста. Тој останува благ кон оние кои што издржуваат во таа благост. Ако не издржиме во благоста, ако ние сами не се дисциплинираме, тогаш тој ќе примени строгост. За да пак не врати во благоста и да живееме во неговата благост. Зашто неговата строгост произлегува од неговата благост. И на крајот на краиштата, таа негова благост спасува, повикува кон спасение. Тој е судија, но и спасител. Неговото ветување исто така дека оние кои имаат доверба вистинска во него, тој им се доверува. Да, тој не им се доверува на тие таму што поверува во чудо, зашто знае зашто му поверуваа во неговото име. Но оние што вистински се доверуваат на него, и Христос им се доверува. Ги спасува и ги избавува од неговиот суд. Дава прошка и вечен живот. И затоа они кои не се обратиле кон него, треба да се обратат вистински. А сите они кои доаѓаат пред него со вера вистинска, тој не ги брка, току ги прима и ги спасува. И да живееме со таа вистинска вера, зашто тој многу добро знае што е во неговото срце. Да бараме неговата благодат, да ја освежува, да ја обновува таа вера, да ја бистри таа вера во нас. Тој живот што го имаме со него. Зашто тој очекува чисти храмови, искрени, кои пренесуваат плод во изобилство за негова слава. Нека не благослови и таа негова благодат не води да живееме во неговата благост и да издржиме во таа негова благост. Амин. Ајде да се молиме. Татко Небесен, ние ти благодариме и за поуките што не ги даваш во овој текст. Целото слово е богато со вистини. Целото слово е храна за нас и ние, Господи, сакаме ти преку Светиот Дух и тоа слово да ги полниш нашите души со живот. Живот, Господи, кој ќе блика во нас, кој ќе блика во дела, во љубов, кој ќе блика во плод, во кој ќе се види, Господи, Твојата благост во нас, ќе се види Твојата посветеност. И ние, Господи, копнееме, сакаме да видиме едни чисти, свети храмови, бидејќи Твојот Дух е во нас и осветува. Се молиме, Господи, не дозволувај грешната природа, темнината во нас, светот околу нас. Не дозволувај, Господи, искушенијата што доаѓаат од темнината, да не влечат во нечист живот, да препараат од нас, од нашите животи, места каде што ќе се тргува, Господи, со Твојата благодат. Туку да останеме посветени, верни на Тебе. Се молиме, Господи, дај ни чувствителни срце кои ќе ги забележат ударите на Твојот камшик тогаш кога застрануваме, за да се вратиме по Твојата благодат. Говори ни, Господи, и дај ни чувствителни ува, дај ни, Господи, чувствителни уши, за да го слушаме, Господи, Твојот глас, преку Словото, молитвата, за да се коригираме, Господи, и повторно доаѓаме во заедницата со Тебе. Се молиме, Господи, ако сме залутали во некои работи, врати не. Оние кои се посомневали и живеат со некакви сомнежи, дај им, Господи, увереност. Тамо каде што има слабост, Господи, дај ни сила, за да бидеме
Твоите чисти свети храмови, кои живеат за Твоја слава и кои и сакаме, Господи, дај ни да гледаме плод во нашиот живот. Да действа Светиот Дух и да раѓа во нас изобилство, Господи, на благодатен живот. Во славното име на Христос Исус, Синот Божи, нашиот Господар, го бараме тоа. Амин. Амин.